компаниите, телекомуникацијските компании се подготвуваат за роамингот во регионот, во Западен Балкан, и они се спремни да излезат во пресрет на договореното што е на политичко ниво, но исто така упатуваат барања да им се олесни, бидејќи ќе имаат загуби со воведувањето на роамингот, да им се олесни плаќањето, да се намали некои фискални давачки што ги имаат и парафискални давачки кон државата и кон државните институции. А дали вие како министерство имате информација што бараат телекомуникацијските и дали сте волни да излезете во вакви барања, бидејќи они имаат страшен удар врз приходите поради намалувањето на роамингот? Денес овде сме на одличен настан каде што со инвеститори зборувавме за можностите да тие да дојдат да инвестираат во Македонија, да зголемат својата соработка. Ова вие што прашувате секако дел од тие напори. Сега јас пред инвеститорите зборував главно за финансискиот сектор. Значи за нив е најважно тоа што нашите макроекономски фундаменти се силни. Ние успеавме да го стабилизираме јавниот долг, потоа има ниска инфлација, имаме стабилен курс на денарот. Исто така за нив е важно прашање, тие знаат дека законодавството е практично во голем дел според европските директиви, а ние дополнително и работиме на кога ќе дојде време, значи на еден среден рок да бидеме целосно усогласени. Зборувавме за можностите кои што постојат во финансискиот сектор. Веќе имаме компании кои што се заинтересирани да дојдат да инвестираат и мислам дека ова беше позитивна можност. Секако дека и вашето прашање во таа насока како бизнисот повеќе да соработува, ние како финансии ќе бидеме отворени да ги проанализираме за секоја можност како би се зголемиле врските помеѓу нас и останатите земји во регионот, но секако како би се подигнал економскиот раст. Исто така денес за инвеститорите беше многу важно да дознаат дека ние сме поврзани многу со економијата на Европската унија, нашиот извоз некаде 80% оди во Европската унија, а некои дополнителни 11% оди во земјите наши соседи кои што не се дел од Европската унија. Исто така 80% од стокот на странските директни инвестиции од Европската унија. Сето ова укажува дека сме силно поврзани и дека ќе постојат, посебно со придвижувањето на земјава во НАТО и со отварањето на перспективите во евроатлантските интеграции, ќе има многу посилен прилив на странски инвестиции. Министре, што бараат инвеститори? Некои финансиски олеснувања, што им е пресудно за да инвестираат во Македонија? Ова сум го кажувал и порано, истото се случува и тука. Значи, во минатото главно зборуваа за кои се нашите перспективи за да станеме дел од НАТО и од ЕУ. Сега кога е видливо дека сме веќе сме инвајти, членка на НАТО, ние се многу попозитивни. Зборуваме главно за макроекономската стабилност. Како што кажав, тие знаат дека ние посебно во овие 2 години успеавме да го стабилизираме јавниот долг, значи да имаме успешно управување со јавните финанси. Тоа е позитивно бидејќи предвидливоста на нивните, односно како тие ќе ги носат своите одлуки, зависи од тоа во какво окружување ќе работат. Потоа се интересираат за различни за легислативата каква е, значи дали е усогласена со таа на Европската унија. Ја можам, и тоа и го знаат тие кои што беа присутни тука, бидејќи се сериозни брендови од Европската унија, дека нашето законодавство е во многу висока мера усогласено со Европската унија, а ние заедно со ЕУ работиме на стратегија за година во година тоа да го подобруваме и да при влез во ЕУ да биде целосно усогласено. Благодариме.